Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, продолжуваме со обработка на глава 3 од посланието до Галатјаните. Минатиот пат размислувавме за Авраам како пример за тоа што значи оправдување по вера. Низ целото Свето Писмо, тој се спомнува како онај кој беше прогласен за праведен, не врз основа на делата, туку врз основа на верата. Бог го прогласи за праведен околу 400 години пред да биде даден законот, така што неговото оправдување не можеше да биде постигнато преку пазењето на законот. Истото се однесува и на нас. Божјото оправдување и спасение не ги добиваме врз основа на делата, туку врз основа на верата во Господ Исус Христос. Тоа е многу важно да го имате на ум. Ке го прочитам стих 8. И писмото, предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправдува незнабожците, однапред му благовести на Авраам: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Ако Авраам можеше да добие оправдување преку вера, зошто да не можеме и ние да го добиеме тој Божи дар? Ако Авраам не мораше да го пази законот, со цел да биде оправдан, од каде е идејата дека ние мора да го пазиме законот за да ја добиеме Божјата благонаклоност? Во овој дел од посланието има две нешта на кои треба да обрнеме внимание. Прво, кога Бог му го објави Евангелието на Авраам? Не знам дали сте размислувале на ова прашање, но Бог навистина му го објави Евангелието на Авраам. И тоа се случи илјадници години пред Господ Исус да дојде на овој свет. Како го стори тоа? Така што му вети дека преку него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Како се благословени сите народи на земјата преку Авраам? Преку жртвата и воскресението на неговиот потомок по тело, Господ Исус Христос. Тоа е запишано во глава 22 од книгата Создавање, каде што е опишен моментот кога Авраам го принесе Исак на жртвеник. Авраам беше подготвен да го стори тоа, бидејќи Бог така му кажа. Но само што го подигна ножот, Бог го сопре и му кажа дека цени неговата вера и посветеност и не сака Исак да биде принесен како жртва. Туку тоа беше само тест за неговата вера. Слушнете што му рече Бог откако се случија овие настани. Јас ке те благословам и преблагословам, и потомството твое ќе го умножам и преумножам како звездите на небото и како песокот на морскиот брег. А потомците твои ќе ги завладеат градовите на непријателите своји и ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша мојот глас. Авраам беше послушен на Божиот глас. Иако беше подготвен да го принесе Исак како жртва, сепак Бог го спречи. Кога Бог му рече застани, тој го спушти ножот. Правејќи го тоа, тој повторно потврди дека е подготвен да живее според Божјата волја. Ова не беше моментот кога неговата вера му беше засметана за праведност, туку само уште еден доказ дека е човек кој длабоко и искрено верува во Бог. Што се однесува до верата и оправдувањето, некои луѓе сметаат дека Павле и Јаков имаат сосема различен поглед на оваа тема. Во Јаков 2:20 и 21 пишува: не сакаш ли да разбереш, о суетен човеку, дека верата без дела е мртва? Нели со дела беше оправдан Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи својот син Исак? Предпоставувам, ја забележавте разликата. Павле вели дека Авраам беше прогласен за праведен некаде на почетокот од неговото општење со Бог, а Јаков вели дека беше прогласен за праведен дури откако беше спремен да го принесе Исак. Заклучокот на Јаков е следниот: гледаш ли дека верата дејствуваше заедно со делата негови и дека преку делата верата стана совршена? Жан Калвин ја дал следнава изјава: верата е единственото нешто што ни е потребно за спасение, но верата никогаш не доаѓа сама, туку е придружена со добрите дела. Со други зборови, секој кој има вера ќе има и дела. Кога Јаков вели дека Авраам беше оправдан преку дела, тој мисли на делата кои произлегуваат од верата. Верата произведува соодветни дела. Секој кој вели дека делата можат да донесат спасение, ја става кочијата пред конјот. Тоа што е важно да го имаме на ум е дека верата никогаш не е сама, но само таа ни е потребна за спасение. Овој принцип важеше за Авраам, а важи и за нас денес. Бог најдобро ги познава нашите срца
и знае дали во нив има искрена вера. Токму затоа сакам да ги поттикнам оние кои ме слушаат да бидат искрени, бидејќи Бог секако знае што има во нивните срца. Нема потреба да глумиме пред другите дека сме нешто што не сме. Да, вистина е дека можеме да ги измамиме луѓето околу нас и пред нив да се представиме како многу духовни, но кај Бог тоа нема да ни успее. Ако случајно ви недостасува вера, наместо да се преправате дека ја имате, подобро е да побарате од Бог да ви ја даде и да живеете според неа. Ако внимателно го читате посланието на Јаков, ќе забележите како самиот тој аргументира дека верата без дела е мртва, и тоа го прави врз основа на животот на Авраам. Така што, според мене, Јаков и Павле немаат различна теологија во однос на верата и делата, туку нивните учења на некој начин се надополнуваат. Едниот аргументира врз основа на создавање глава 15, а другиот аргументира врз основа на создавање глава 22. Јаков вели дека верата без дела е мртва, и тоа го објаснува со раскажување на животната приказна на Авраам, конкретно со настаните запишани во создавање глава 22. Замислете ситуација во која Авраам му вели на Бог: како можам да бидам татко на овие години? Не ти верувам. Веќе некое време ми ветуваш потомство и нема ништо од тоа. Ако Авраам реагираше така, тоа ќе беше доказ дека неговата вера е површна и привремена. Но неговата вера беше искрена и Бог го знаеше тоа. А делата за кои пишува Јаков не беа дела на законот, бидејќи кога Бог го прогласи Авраам за праведен, законот се уште не беше даден. Тоа значи дека неговата праведност не дојде од пазењето на законот, ниту пак дојде од обрезанието, кое се уште не беше практикувано помеѓу оние кои веруваа во Бог. Така што, според мене, нема никаква спротивставеност помеѓу теологијата на Павле и Јаков. Двајцата пишуваат за исто нешто. Едниот ја обработува верата на Авраам на почетокот, а другиот на крајот од неговиот живот. Или подобро кажано, едниот гледа на коренот на верата, а другиот гледа на плодовите на верата. Коренот на верата е изјавата: преку вера сте спасени. А плодот на верата е изјавата: без дела верата е мртва. Тоа е важно да го запомниме во однос на оваа важна доктрина на христијанската вера. Ке го прочитам стих 9. И така, оние што веруваат се благословени заедно со верниот Авраам. Зборот верниот не се однесува на верност, туку на некој кој има вера. Авраам имаше вера во Бог и затоа беше благословен и спасен. Бог и нас денес не спасува на ист начин како што го спаси и Авраам. Единственото нешто што го бара од нас е да веруваме во неговото спасително дело, кој го изврши преку неговиот син, Господ Исус Христос. Верата е средството преку кое се спасуваме. Стих 10. А сите оние што се од делата на законот, подклетва се, зашто е напишано: проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот. Проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот. Знаете што значи ова? Дека секој кој се обидува да се спаси преку пазењето на законот, ќе мора да го пази секое правило од законот. Ако пазите се што кажал Бог преку законот, но прекршите само едно од тие правила, вие не можете да го заслужите спасението. Без разлика колку добри дела имате направено во животот, ако барем во едно нешто сте сгрешиле, вие сте осудени на пропаст. Ке ви ги повторам стиховите што ги прочитавме пред малку. Пишува: проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот. Ајде сега да ве прашам нешто. Дали го пазите законот 24 часа во денот? Дали живеете според Божиот свет и совршен стандард во секој момент од вашиот живот? Ако одговорот е да, тогаш ви честитам за вашата совршеност. Ако одговорот е не, а за сите ќе биде не, тогаш сакам да знаете дека законот не ве спасува, туку ве осудува. Никој не може постојано да живее според законот и да го исполнува во секоја ситуација и околност. Познавам еден добар проповедник кој многу често вели: алелуја, слава на Господ. Некој човек ја прашал неговата сопруга: дали е секогаш таков? Сопругата му одговорила: не, си има тој и лоши денови. Сите имаме лоши денови, зарем не? Во тие лоши денови живееме и се однесуваме спротивно на правилата и принципите од законот,
И законот не само што не спасува, туку и не осудува. Ке се обидам да ви објаснам оваа вистина со практичен пример. Замислете дека ги пазам законите на државата во која живеам. Веќе 20 години се трудам да не прекршам ниту едно правило или закон. Можеби ќе си помислам дека заслужувам некаква награда или дека сум најдобриот граѓанин. Но, ако еден ден прекршам еден од законите на државата и украдам нешто или убијам некој, тоа значи дека јас сум личност која го прекршила законот и нема да ја избегнам казната поради претходните добри дела што сум ги направил. Законот на државата во која живееме не предвидува награда за оние кои го пазат, но предвидува казна за оние кои не го почитуваат. Слушнете што пишува во стих 11. Тука Павле цитира еден познат стих од Стариот Завет. А дека преку законот никој не се оправдува пред Бога се знае. Зашто? Праведникот ќе живее преку верата. Драги пријатели, гледате ли дека и во Стариот Завет спасението се добиваше преку вера, а не преку пазењето на законот? Не морате да ми одговорите сега, но ако некогаш се сетите на човек кој се спасил преку пазењето на законот, ве молам да ми кажете. Јас со години се обидувам да најдам таква личност, но безуспешно. Тоа не значи дека луѓето не се способни да прават добри дела. Но библиското учење е јасно. Покрај добри, луѓето прават и лоши дела и затоа се прекршувачи на законот. Уште од самиот почеток, од времето на Авраам па се до ден денешен, Бог ги спасува грешниците поради својата милост и благодат, а не поради нивната заслуга. Тоа се однесуваше и на оние на кои им беше даден законот. Во книгата на пророк Авакум 2.4 пишува: праведникот ќе живее преку вера. Тие зборови се цитирани во 3 важни новозаветни посланија. Во Галатјаните, посланието кое го обработуваме, Римјаните и Евреите. Интересно е тоа што во секоја од тие 3 посланија нагласокот се става на различен збор. Во Римјаните нагласокот е ставен на зборот праведникот, во Евреите нагласокот е ставен на ке живее, а во Галатјаните на вера. Слушнете што вели во следниот стих. А законот не е од верата, туку зборува: кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Ова е исто така еден од поважните стихови. Верата и законот се спротиставени принципи кога станува збор за спасение и взаемно се исклучуваат. Тие се диаметрално спротивни. Не можете да се спасите преку пазењето на законот, но и преку вера, бидејќи тие две не можат да се комбинираат. Мора да биде едното или другото. А веќе неколку пати аргументирав дека спасението врз основа на пазењето на законот е невозможно. Тоа ви е исто како да треба да стигнете на некоја дестинација, но да сакате да го сторите тоа возејќи се истовремено во авион и во воз. Морате да одлучите дали ќе патувате со авион или со воз. Така е и во однос на верата и законот. Не можеме да се спасиме преку вера и преку пазење на законот. Но пред да одлучите во која насока ќе се движите во однос на спасението, сакам да знаете дека не можете да го постигнете преку пазење на законот. Бог веќе ни го кажа тоа, а тој не лаже. Павле вели: а законот не е од верата, туку зборува: кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Слушнете што пишува во следниот стих. Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво. Писмото е јасно и ни вели дека законот не осудува. Можете да го пазите во одредени аспекти, но не можете во се да бидете послушни на тој свет и совршен стандард. Ако во едно нешто сгрешите и го прекршите законот, вие сте виновни и потребна ви е Божјата милост и простување. Исус ја зеде казната која ја заслужуваме. Стихот кој го прочитавме е навистина прекрасен и тоа поради неколку причини. Првата е тоа што израелците воопшто не го користеа дрвото како место каде ги погубуваа престапниците. Не ги распнуваа, туку ги каменуваа до смрт. Кога бевме со сопругата во Израел, таа забележа дека на многу места имаше купишта од камења. Ако некој направил престап со кој заслужува каменување, израелците можеа да го извршат тој вид погубување многу лесно. Но имаше одредени методи на погубување кои вклучуваа одреден вид на висење на дрво.
Во Второ Законие 21:23 пишува: телото негово да не преноќава на дрвото, туку погреби го истиот ден, зашто проклете од Бога секој кој виси на дрво, и не осквернува ја земјата што Господ, твојот Бог, ти ја дава во наследство. Зашто станува збор во овој стих? Ако некој во Израел направил многу сериозен престап, по каменувањето народот требаше да го заврзе неговото мртво тело на дрво, и тоа изгледаше како бесење. Идејата беше таквиот начин на погубување и јавен срам да биде пример за другите, за да бидат внимателни и да не го повторат истото дело. Господ Исус ја зеде нашата казна врз себе. Тој беше распнат на крстот и тоа не беше случајно, туку дел од Божиот план за спасение на нас грешниците. Стих 14. Така што благословот даден на Авраам да дојде преку Исус Христос врз незнабожците, за да го добиеме ветениот дух преку верата. До моментот кога Господ Исус дојде на оваа земја, израелците го имаа законот во периодот од прилика 1500 години. И ниту еден од нив не успеа да се спаси преку пазењето на истиот. Апостол Петар го потврди тоа на собирот во Ерусалим кога рече: ние и нашите татковци не успеавме да го пазиме законот. Зошто да бараме од неевреите да го прават тоа? Ако евреите не можеа да го пазат законот, не можеме и ние. Затоа ни е потребна вера во Божјата милост и благодат. Но ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. Не е речено и на семињата, како за мнозина, туку како за еден, и на семето твое, кој е Христос. Бог го повика Авраам и му вети дека преку него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Како се случи тоа? Преку Исус Христос. Тој е оној кој донесе спасение за сите во светот. Стих 17. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот, кој е настанат 430 години подоцна, така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Замислете дека сте направиле договор со некој човек и согласно тој договор треба да му исплатите 1000 денари после 2 недели. Кога ќе дојде времето за исплата, вие во себе си мислите: многу пари се тоа, ќе му платам само 200 денари, и го правите тоа. Личноста со која сте го направиле договорот ќе ви рече: чекај малку, ми кажа дека ќе ми дадеш 1000 денари. Вие велите: се предомислив. Тој ќе ви одговори: не можеш да се предомислиш и да го измениш договорот откако е веќе склопен. Истото се однесува и на Бог и Авраам. Бог направи завет со Авраам и го спаси врз основа на верата. Кога законот беше даден преку Мојсей, тоа не го поништи заветот на Бог и Авраам, кој беше заснован на вера. Многу е важно да го запомниме ова. Бог спасува врз основа на верата и никој не успеал да се спаси преку пазењето на законот. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на наредните стихови. А до тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.